саботно издание на вестите на програмата на телевизија КТВ. Добро вечер, почитувани гледачи. Денеска е 9 август, се празнува Свети Климент Охридски, чудотворец, патронот на Македонската православна црква и Свети Пантелеимон. Македонската православна црква со посебно внимание и со гордост го слави споменот на својот патрон Свети Климент Охридски, чудотворец. Првиот македонски архиепископ, во исто време и творец на далеко познатата Охридска книжевна школа, исто така и најзначајниот средновековен писател и педагог. Свети Климент заедно со Свети Наум Охридски се најистакнатите ученици на светите браќа Кирил и Методи. Заедно со Свети Наум и Свети Ангелари доаѓаат во Охрид и основаат Охридската книжевна школа, наречена прв словенски универзитет, во кој оспособиле над 3500 ученици за црковна богослужба. Нему му се припишуваат опширните житија на Кирил и Методи, познати како панонски легенди, најзначајниот извор за проучувањето на животот и делото на солунските браќа. Се упокоил во 916 година и бил закопан во гробот кој го ископал со сопствени раце во црквата Свети Пантелеимон на Плаушник. На денешен ден се празнува и споменот на Свети Пантелеимон, кому Свети Климент му го посветил манастирот на Плаушник. Пантелеимон бил познат исцелител и во една прилика, откако лекарите му се пожалили на царот Максимилијан дека тој лекува болни затвореници и христијани, бил повикан во царството. Царот, кој бил многу божец, го прашал Пантелеимон во што верува, а овој одговорил дека верува во еден Бог и со помош на Божјата волја излекувал парализиран човек. Царот се разлутил, го погубил болниот, а Пантелеимон го измачувал и го погубил. Вчера на големиот празник за Кавадарци и Света Петка започна и фреско живописот на црквата во Кавадарци и Света Петка. Напоредно со оваа активност ќе се работи и на уредувањето на дворната површина. Одличната динамика на изградба на црквата Света Преподобна Параскева Света Петка се должи на несебичното донаторство на најуспешните кавадаречки компании, од кои најголем донатор е секако Фени Индустри. Генералниот директор Никола Ризов на вчерашниот празник Света Петка ќе искористи можноста да ги повика граѓаните на донаторство за новата црква. Почитувани, среќен сум денеска што учествувам со вас на христијанскиот празник Света Подобна Параскева Петка. Сакам да ви информирам дека Фени Индустри, општина Кавадарци, фирмата Кожучанка, Градба Промет, други правни лица и физички лица се погриживме да обезбедиме средства за да можеме да започнеме со упишување на прескописот, за да довршиме со нашата убавица. Иницијативниот одбор се погрижи за таа цел да избери најдобри уметници, иконографи, историчари кои ќе помогнат по таа работа. Сакам да побарам и повикам уште еднаш и вас да и вие учествувате, фирми, физички лица кои до сега не учествувале, а и тие кои учествувале да дадат својот допринос за да можеме да ја довршиме нашата убавица и да може да после да служи нас понатаму. Парцелата на која е изградена новата црква Света Петка изнесува 7,5 квадрати по примерот на свечените градски цркви. Уредувањето на дворната површина која ќе се работи напоредно со фреско живописувањето на црквата ќе значи и комплетно разубавување на целата околина со паркинг, фонтани и зелени површини, објаснува авторот на проектот Трајче Грков од Дизајн центар инженеринг. Во овој момент имаме активности во реализацијата на партерното уредување на комплексот на црквата Свети Петка. Тоа се гледа, се работат поплачувања околу самите објекти. Тоа е еден дел од работите. Морам да ви кажам дека самиот партер е многу комплексно решение во кое што има повеќе од 6 до 7 видови на инсталации, со расвета, со илуминација на фасадите. Тоа се позиции кои што на нив се работи на некои сега се концепираат и договараат и кога ќе се заврши целиот комплекс на дворното уредување, тогаш ќе представува
една целина на комплекс анимиран со надворешни содржини, со распета, со патеки и сите потребни содржини за функционирање на овој храм. Ние си ставаме секогаш рокови кратки, меѓутоа, знаете, ова зависи и од динамиката и можностите за изведување од временските прилики, бидејќи се работи за надворешен објект, изложен на надворешни влијанија. Така да нашето тежнение е да тоа го завршиме до крајот на годината и се надеваме дека ќе успееме во таа реализација. Над 170 лица заинтересирани за работењето на компанијата Фени Индустри биле дел од отворениот петок од декември 2013 до јуни годинава. Јули и август поради летните одмори се паузира, а следниот отворен петок во Фени е на крајот од септември годинава. Од декември минатата година заклучно со јуни оваа 2014 во компанијата Фени Индустри настанот кој стана доста актуелен отворен петок успешно е реализиран 7 пати со учество на околу 170 посетители на возраст од 16 до 66 годишна возраст. На почетокот од оваа новина, како за граѓаните, така и за компанијата, од Фени рекоа дека потпирајќи се на фактот што во денешно време примената на општественото одговорни практики е неделив дел од бизнис процесите на една компанија за која истите велатот и постојано води сметка за општествените практики како и за животната средина, етиката и заедницата, добро е да го имаат за отворен овој последен петок од месецот, се со цел граѓаните постојано да бидат информирани и во текст со активностите на компанијата и нејзините инвестиции во технолошкиот процес, животната средина, нејзините вработени и општеството. На овој настан, подсетуваме, може да присуствуваат сите заинтересирани страни, пред се граѓани, представници од невладини организации, училишта и други институции. Пријавувањето на посетителите се прави на имейл адресата животнасредина@feni.mk во текот на месецот. За време на посетата од страна на стручни лица, инженери, металурзи и инженери за животна средина се прави кратка презентација за процесот и животната средина, прошеткани с фабриката и на крај ручек во работничкиот ресторан. Освен интересот на граѓаните, настанот има и образовен карактер, така што истиот го искористија за посета на компанијата и ученици од средните училишта, како и студенти од ФЕИТ, металуршкиот факултет и така натаму. Статистички прикажано, први Фени во рамки на отворениот петок го посетиле градоначалникот на Кавадарци, советници и дел од администрацијата или вкупно 20 во декември 2013. Во јануари годинава за компанијата се информирале 16 граѓани од Кавадарци и Скопје. Во февруари повторно отворениот петок бил за граѓаните на Кавадарци и Израел 15 на број. Март е забележан со 34 посети од страна на студенти на ФЕИТ Скопје. Во април дел од отворениот петок биле 40 средношколци од Кирос Панџов Брко Кавадарци, во мај 17 представници на еколошкото друштво Тисовец од Возарци и во јуни годинава 40 на представници на Кошаркарската академија Фени и студенти кои обавуваат пракса во Фени. Од компанијата информираат дека за време на летниот период во јули и август е направена пауза поради летните одмори, а веќе е планиран следниот отворен петок последната недела од септември, за кој веќе се имаат најавено посетители. Преку користење податоци од интернет ќе се развива економијата во општините од Вардарскиот регион. Развој на економијата во градот преку користење на податоци од интернет. На овој начин Вардарскиот плански регион ќе подобрува бизнис климата во Велес и околните општини. За оваа намена доби пари од Министерството за локална самоуправа. Средствата не се донација, туку награда. $15,000 доби Центарот за развој на Вардарскиот плански регион за најдобра практика на меѓуопштинска соработка. Вардарскиот плански регион ја доби наградата во имплементација за мрежата за инклузивен развој, значи единствен регион што успеа тоа да го имплементира полно во од нашите 8 региони и токму затоа е добиена и од Министерството ова престижна, да кажеме, награда што би представува поттик за понатамошно работење. Освен изработка на интернет страница, дел од парите од наградата на Министерството за локална самоуправа ќе се трошат и за реализација на други проекти.
Спроведувањето на сите планови треба да го забрзаат развојот на општините кои се дел од Вардарскиот плански регион, смета председателот Чадиев. Вардарскиот регион, знаете дека во минатото беше, ајде не кажеме како постатичен, поне ажурен. Во овој момент можам да кажам дека функцијата на Вардарскиот регион полека, но значително напредува. Инаку во следниот период преку програмата на UNDP ќе се засили кадровската подготвеност на Вардарскиот плански регион, ќе се вработат двајца млади кои треба да помогнат во изработка на идни проекти. Еве сега имаме и уште импулс да во соработка со UNDP вработиме уште две млади стручни лица, исклучително со познавање на странски јазик, кој што ќе на година дена, кој што ќе ги обучува UNDP за правење проекти. Интернет страницата која треба да овозможи развој на бизнис климата е намената за малите и средни предпријатија. Преку неа точно ќе се утврди бројот на фирми, нивната дејност и бројот на вработени. Зголемена е потрошувачката на водата за пиење во општина Велес. Во Велес во моментов потрошувачката на вода за пиење од градскиот водовод во просек е 128 литри во секунда, што е зголемување од 20 литри во секунда споредено со зимскиот период од годината, информира потпаролот на јавното комунално предпријатие Дервен Тодорка Андреевска. Оваа зима потрошувачката на вода за пиење во просек била од 100 до 105 литри во секунда, сепак појаснува Андреевска, поради честите врнежи од дожд и пониските температури, ова лето потрошувачката на вода од страна на граѓаните е далеку под просекот од изминатите лета. Така, споредено со лани е помалку во просек за 25 литри во секунда, со оглед на тоа дека граѓаните на Велес минатата година трошеле просечно 153 литри во секунда. Во фабриката за вода, каде што јавното комунално предпријатие Дервен ја преработува суровата вода која доаѓа од хидросистемот Лисиче, според Андриевска, има доволни количества вода, а капацитетот на фабриката е 300 литри во секунда. Според сите параметри, водата за пиење од градскиот водовод во Велес е квалитетна и исправна за пиење. Ова е согласно анализите на јавната здравствена установа Центар за јавно здравје од Велес, кој врши редовни 12-месечни контроли на водата, информира Андреевска. Таа воедно потенцира дека и според анализите од страна на стручни екипи на Институтот за јавно здравје од Скопје, кои се вршат неколку пати годишно, водата во градскиот водовод во Велес е исправна за пиење и секаков друг вид на употреба. Официјално заврши летната сезона за над 800 ученици кои летуваа во одморалиштето Михајлово. Од 11 овој месец истото е отворено за сите заинтересирани граѓани. По успешната летна сезона во која над 800 ученици поминаа незаборавен одмор, одморалиштето Михајлово продолжува со работата како сместувачки објект кој ќе им понуди на сите туристи вистинско уживање во прегратките на Кожув планина. Официјално Михајлово ќе продолжи да работи како отворен сместувачки објект од 11 август, а пансионските цени остануваат речиси непроменети и се движат од 1250 динари по лице за полн пансион, 1050 за полупансион и 850 динари за ноќевање со појадок. Од менаџерскиот тим на Михајлово напоменуваат дека во овие цени се вклучени ДДВ и туристичка такса, но и дека постојат попусти за деца и тоа бесплатно сместување за деца до 4 години и 50% попуст за деца од 4 до 14 години. Инаку годинава летната сезона во Михајлово официјално ја завршија дечињата од детскиот фестивал Ластарчиња, заклучно со 6 овој месец. За подсетување ја отвори приватното училиште за странски јазици од Скопје, а по децата од ово училиште во Михајлово летува ученици од основните училишта Гоце Делчев, Тошо Велков Пепето, Димката Ангелов Габерот, Страшо Пинџур и Тоде Хаджитефов од Кавадарци, како и ученици од Перетошев Росоман, Даме Груев Градско, Страшо Пинџур Неготино и Димче Ангелов Габерот Демиркапија. Одморот во Михајлово за овие деца траеше по 7 дена, во една група се сместуваа по 130 деца. Менаџерскиот тим потенцира дека се презадоволни од тоа како помина досега оваа летна сезона во одморалиштето, искрено очекуваат дека успешно од 11 август ќе продолжи и слободната сезона за сите граѓани.
Музеј галерија Кавадарци во лето со зголемен број посетители во Музеот на вкусот и традицијата. Деновиве културните работници од оваа институција привршуваат со подготовките за 2 изложби во рамки на Тиквешкиот гроздобер. Зголемен е интересот за посета на Музеот на вкусот и традицијата во лето. Музеј галерија Кавадарци бележи пораст на бројот на посетители, особено туристи и наши иселеници кои летните месеци ги минуваат тука, па со претходни најави се случува музеот да биде отворен и сабота и недела за посетителите, вели во изјава за КТВ директорот Петре Камчевски. Интересно е тоа што во овој период интерес за истиот појавија и младите брачни парови, односно младоженците кои денес модерната фотосесија пред почетокот на свадбината весела сакаат да ја направат во Музеот на вкусот и традицијата. Тоа докажува дека нашата младина сака и преку фотографија која ќе раскажува за времето да ја зачува традицијата на тиквешијата и нашиот народ, вели Камчевски. Од него дознаваме дека во моментот Музеј галерија Кавадарци работи на финалните подготовки околу 2 изложби кои своевремено ќе одбележат значајни датуми и настани, а ќе бидат дел од културните збиднувања за време на овогодинишното издание на Тиквешкиот гроздобер. Првата изложба ќе биде по повод јубилејот 50 години Тиквешки гроздобер, а е насловена Тиквешки гроздобер 1964-2014 година. Истата преку 150 фотографии ќе го раскаже почетокот и 50 годишниот пат на оваа кавадаречка стопанско-туристичка манифестација. Изложени ќе бидат сите фотографии кои ги имаме и успеавме да ги собереме, од првата до фотографиите направени минатиот гроздобер, информира директорот на Музеј галеријата. Втората исто така значајна изложба според Камчевски ќе ја одбележи 70 годишнината од ослободувањето на Кавадарци. Кавадарци ни стари историски фотографии, околу 200 на број, ќе биде прикажано од самиот почеток, односно прво направената фотографија па се до онаа во 80-тите години. За гроздоберот и 50 годишниот јубилеј, низ фотографија музеот ќе раскажува на 4 септември во 20 часот за Кавадарци и неговото ослободување, утредента на 5 од 12 часот во рамки на манифестацијата Тиквешки гроздобер. Неготинката Снежана Велјанова меѓу 3 најдобри во категоријата резбено овошје на меѓународниот надпревар во Србија. Своите извонредни гурманско-дегустаторски вештини неготинката Снежана Велјанова од ресторанот Софра Велјанов деновиве ги демонстрираше и успеа да ги импресионира членовите на жирито и присутните на меѓународниот надпревар во карвинг или резба на зеленчук и овошје што се одржа во градот Ковачица во Република Србија. Станува збор за традиционален втор поред куп надпревар Карвинг куп Релакс 2014 кој траел 2 дена. Учество земале надпреварувачи од Македонија, Австрија, Бугарија, Босна и Херцеговина и домакинот Србија. Според информациите на Велјанова, таа учествувала во 3 надпреварувачки дисциплини и тоа во хомејд со освоено 4-то место, во категоријата Black Box била 7 пласирана, додека највисок пласман Снежана остварила во категоријата резба на овошје и зеленчук во двојки, при што заедно со нејзина колешка го освоиле 3-то место. За учеството на овој куп надпревар и за остварените резултати, Велјанова од организаторот добила благодарница и признанија. За крај временска прогноза. Времето во земјата ќе биде сончево со мала до умерена облачност и температура од 25 до 33 целзиусови степени. Во недела попладне наместа ќе биде настабилно со порен дожд и грмежи. Потоа следува период на стабилно суво и многу топло време. Гледавте вести на програмата на КТВ, имајте пријатна вечер.